Добро вечер, луѓе спремни за победа. На самиот почеток би сакал да ве потсетам на една стара народна поговорка. Старите знаат, а младите можат. Ова поговорка на едноставен начин ја покажува нашата советничка листа. Таа е спој на искуството и знаењето на постарите и енергијата и силата на младите. Штипе е град во кој што сите меѓусебно се познаваме. Ова ми дава за право да кажам дека нашиот кандидат за градоначалник и кандидатите за советници од редовите на нашата коалиција се луѓе кои за себе имаат оставено дела. Би проговорили за делата на нашиот носител на листа Јане Миланов. Тој успеа од Колобојското училиште, како што е познато меѓу граѓаните, да направи училиште кој што ги следи потребите на пазарот на трудот. Токму во времето на нашиот Јане Миланов, кога беше директор на електромашинското училиште, беше воведен смерот за информатика, кој што денес буди најголем интерес меѓу завршените осмооделенци. Доколку го свртите погледот да го видите училиштето Ванчо Прке, пред само неколку години, кога нашиот кандидат за градоначалник Здравко Коцев беше директор, важеше за училиште на кое требаше да се угледаат сите останати. ДПМН и нивните несовесни кадри повторно го донесеа во состојба на агонија, како штип да се наоѓа во поствоена доба. Овие луѓе покажа и докажа дека нивната основна девиза е подобра иднина за младите во Штип. За нив оваа позната реченица на младите останува светот, не е празно слово на лист хартија. А погледнете ги нашите ривали, ДПМН, се заскриваат за слоганот "Избере иднина". Зарем не се срамат од своите сограѓани? Наместо дела, тие за себе оставаат само бледа слика за она што некогаш беше Штип. Нашата населба е на само 100 метри од стројиот центар на градот Штип. Погледнете ги само околните улици, наместо нивното расипничко трошење по безполезни проекти, можеа да ги реновираат улиците во градот. Зоранчо Алексов потроши 48 милиони евра, да потрошеше само дел од овие за реконструкција на патиштата. Штип ќе имаше најдобра патна инфраструктура. За негрижа на оваа власт зборува и детското игралиште во вашето населено место. Тоа беше донација од познат штипски бизнисмен, наш комшија, а на господата од јавното предпријатие ИСАР сега има проблем и да го исчистат ѓубриштето околу него. Од центар на Источна Македонија Штип го претворија во град во кој само се руши и се распаја. Посегнаа по сите културни места кои зборуваа за некогашната убава живеачка на штипјани. Секоја зелена површина ја претворија во погоден блат за кој може да гради само урбаната мафија. Нашиот кандидат Здравко Коцев успеа да направи повеќе за штипјани за една година како директор на јавното предпријатие ИСАР, отколку актуелниот градоначалник Зоранчо Алексов за својот мандат од 4 години. Како што бараат ДПМН од нас, изберете дела. Доколку изберете дела, тога сум сигурен дека вашиот избор на 24 март ќе биде бројот 42. Број за кој што стојат луѓе со вистински дела. Да живее Штип, да живее Македонија!